Непокор. Непокор. Почитувани радиослушатели, започнуваме со нашата програма Непокор, која за вас ја донесува македонското радио, Радио Мак ФМ. Прва наша емисија во подготовка и реализација на македонското радио, Радио Мак ФМ, а оваа програма за вас ја подготвија и ја уредија Даме Крцовски и Трајче Трајковски. Даме, најпрвин добро утро или добар ден. Добар дене. Со оглед на тоа што емисијава ќе оди во реприза, значи во зависност од кога слушате емисијата, добар ден, добро утро. Така. Токму тоа сакав, значи на самиот почеток, пошто ова ни е прва програма, малку да поразговараме кои беа идеите да се направи на ваква, значи сепак на почеток да напоменам дека оваа ќе биде политичка емисија, Непокор. Значи беше желбата, мислам, идејата беше твоја, ќе морам да бидам искрен. Може ли вака на слушателите на самиот почеток да им објасниме која е целта за една ваква емисија? Повели. Благодарам, Трајче. Значи, до сите наши слушатели тука во Перт, мислам, барем оние кои го следат Мак ФМ и кои се запознаени со случувањата во македонската заедница, добро не познаваат кои се Трајче, кои се Даме. Не треба нешто да навлегуваме. Посебно објаснување нема потреба, но драго ми е што конечно започнане со оваа програма која символично ја нарекуваме Непокор. Во ините емисии ќе сватат доста наши слушатели зошто така се вика емисијата. И покрај тоа што зборуваш дека слушателите добро не познаваат, значи без разлика на политичката припадност која јас имам или тие има, сепак оваа програма ќе биде вистината за Македонија. Без разлика дали на мене ми одговара или на тебе ти одговара или на некој од слушателите му одговара или не му одговара, целта на оваа емисија ќе ни биде презентирање на моменталната ситуација во Република Македонија во моментот, например, или историски случувања, доколку се е како што треба, значи сепак ќе биде за нашата татковина, токму и поради тоа мислам дека ти беше кумот на оваа емисија, ја наслови да се вика Непокор. Без разлика, мислам, не сакам лично да се наречам кумот, бидејќи Трајче, јас и ти дискутираме за водење на ваква емисија веќе неколку години назад, двајцата сметам дека имаме идејата, значи не сум лично само јас, мислам и ти имаш голем удел во тоа, но значи до сите оние барем кои живеат во Перт, бидејќи имаме планови емисијава да оди и на YouTube, за да можат и преку Facebook да ја гледаат, можеби да не слушаат. Можеби нема да стигнеме за прва емисија да оди, но планот е да оди во именина. Со камера и да биде пренесена во. Сега мислам ова ќе одекне како големо изненадување во нашата заедница зошто се решија на политичка емисија, бидејќи оние кои го пратат Мак ФМ, Мак ФМ постои 10 години, барем од кога Номче прво го купи. Така, јас сум ко собственик 8 години, мислам. Љупчо е тука 2, Трајче ти си тука дури од почеток. Номчот ко влезе 10 години. Кога снимале ние некоја контраверзна, да речеме, дебата, многу малку може да се каже доколку одиме назад во минатото, колку пати Мак ФМ се вклучува во некои контраверзни дебати или нешто на кое што ќе побуди посебни чувства кај народот, значи ќе има опозиција и позиција. Ние сме свесни дека на ова што ние ќе разговараме ќе има опозиција, но сметаме дека ќе дојде. Ма тоа е вистината, Даме. Дали на некого не може повеќе се чути, значи ние долго време како радиостаница чутиме. Така, пуштаме музика и јас памтам имав емисија која се нарекуваше Табу тема 2009 година. Ја терав неколку месеци, не бев во можност, бев презафатен, ја прекинав, ти Трајче едно време водеше емисија за политички, исторички, па историски. И добиваше, како што памтам, и закани од луѓе, за тие што ги кажуваше вистината што ја кажуваше за Македонија. И ние, собствениците на радиото, донесевме заклучок дека нема да водиме емисии кои може би ке разгнева некои луѓе, но веќе ама сепак вистината е вистинска и треба да се каже. Без разлика јас вака велам. Ние сме веќе Трајче дојдени во момент каде што не може повеќе да се чути. Значи ние сме радиостаница и сметам дека народот веќе време е да ја слушне вистината
без разлика на кого му се допаѓа таа вистина. И за тоа што ние ќе дискутираме денеска, најмногу ќе треба луѓето да сватат дека не станува збор за партиско, веќе ова сега веќе станува збор за Република Македонија и нејзината иднина. Затоа јас на самиот почеток објаснав. Јас се познавам од авион, дека сум политички определен. Меѓутоа, за мене пред се и над се е Република Македонија, а потоа политичката припадност кон една или кон друга политичка партија. Јас го почитувам и го ценам правото на секој македонец да сам да си се определи за која политичка опција сака да биде. Меѓутоа, дали мене ми одговара или не, ако е во спротивно на мојата политичка партија, јас нема што да се лутам. Тоа е вистината и од вистината нема бегање. Секој има право да поддржува една или друга опција. И не е ниту моје, ниту твое, ние да му наредуваме на некого кој да поддржува. Но кога ние ќе навлезиме сега во она што се дешава во Република Македонија, ќе сватиме дека од тој плурализам веќе таму не постои ништо. Таму веќе има само за жал една опција. Или си за Македонија, или си со оние или си против Македонија. Или си против Македонија. Бидејќи сметам дека сега опозицијата е инфилтрирана од непријатели и душмани на Република Македонија. Значи не може поќе да станува збор за опозиција, док во овој момент се уште СДСМ е опозиција во Македонија. Барем во овој момент. Значи СДСМ повеќе како партија македонска не постои. А зошто не постои како партија, ќе разговараме понатака. Но трајше за почеток. Јас би сакал само, ако ми дозволиш, да кажеме и правила на оваа наша политичка емисија која ќе се одвива. Значи ние во догледно време нашата намера е да имаме интервјуа со политичари од Република Македонија кои ќе зборуваат за ситуацијата во Република Македонија, значи без разлика. Јас искрено ти кажувам, јас посакувам и Заев да го добиеме. Јас лично ќе пробам да го добиеме. Тој јавно нека кажи. Значи, за тоа што ние сметаме да го прашаме, значи нема да бираме оваа или онаа политичка партија, значи неминовно ние ќе бараме од сите политички партии да имаме некој соговорник на нашево радио и да пренесат ситуацијата од Република Македонија, да им пренесеме наши прашања, да им поставиме и така натака. Меѓутоа, моја идеја е да се вклучат и нашите слушатели во иднина, значи сепак треба да се има надознание дека ова е сепак медиум, дека треба оне слушател кој ќе се јави на телефон да има посебни рулови, ако можам така да се изразам, значи вулгарности не смеа да се зборуваат, значи не смеа да има лична навреда. Така, една личност кон друга личност или од една кон друга политичка партија да се изразуваме со недолични зборови, значи ние ќе пробаме да ги вклучиме и слушателите, меѓутоа доколку има вулгарности, тогаш и сигурно дека слушателите ќе бидат одземени, повеќе слушатели нема да пуштаме во емисијата. Меѓутоа, за почеток, Мак ФМ се оградува од лични навреди, без кој било, без разлика од тоа политичка партија е. Так, точно. Секој има право да си го каже своето мислење, но никој нема право да навредува еден или друг или една или друга политичка партија. Тоа е целта. Без разлика кој сака нека биде и секој има право. Право да зборуваме против одредена опција, одредена политика која се води, но без навреда. И со тоа се согласувам и мора да се држиме до тие правила. Денешната тема ќе ни биде даме разговор за моменталната ситуација во Република Македонија. Јас најпрвин предлагам да пуштиме тоа што имаме ние подготвено во студиот и на таа тема, значи тоа ќе ни биде на нас тема за денешниот разговор. Да слушнеме, па потоа ќе продолжиме со разговорот. Добро, оди со прилогот Трајче и ќе се вратиме назад во емисија. Промена на уставот на Република Македонија за да ги исполни барањата на албанците за двојазичност најави опозицијскиот лидер Зоран Заев при гостување во телевизиска емисија. Тој јавно рече дека ако било грдо лицето на македонецот, тогаш не било важно што ќе ги изгубил македонските гласови, бидејќи ќе дошле други избори, а граѓаните албанци, вели Заев, ќе си го употребуваат својот јазик. Јас верувам дека употребата на јазикот може да биде наша предност, а не слабост. Јас од Струмица, каде што имам 94% македонци, 5% турци и 1% други етнички заедници, негувам ништо
што моите граѓани албанци ќе се го употребуваат својот мајчин јазик. Првиот човек на опозицијската СДСМ вели дека сега му е мајката да се отворат овие теми. Заев, кој им се обрати на гласачите албанци, јавно се обврза дека повторно ќе го отвора уставот. На прашањето дали имаат намера да го сменат уставот ако сакаат тоа да биде граѓански, Заев рече дека не исклучува и тоа ќе се случи. Некои викаат: ало, пред избори си, ќе изгубиш македонски гласови. Па кој е грдо лицето на македонецот, што е важно? Ќе дојдат и други избори, ќе дојдат и други политичари. Сега му е мајка да ги отвориме овие теми. Дали имате намера да го смените уставот или, значи, ако сакате граѓански тоа да биде, или ќе се придржувате на тоа што вашиот претходник го има кажано, пошто овие две работи не одат заедно. Ние одиме со граѓански концепт. Тогаш ќе мора да го смените уставот. Со соодветно време, кога ќе дојде потребата прагматична за таа работа, тоа ќе се случи. Значи и тоа не се исклучува, нели? Не се исклучува. Заев со ова уште еднаш ги потврди неговите најави за двојазичност на целата територија, што наиде на огромен револт кај македонските граѓани, но и кај експертската јавност. Инаку платформата на Заев на овие избори меѓу другото се базира и на антимакедонски ставови, кои во континуитет со години ги спроведува најголемата опозицијска партија на штета на македонскиот народ. Даме, мислиш ли ти дека грдо е лицето на македонецот, како што кажува и Заев? Јас мислам дека не. Моето лице не е грдо, не знам твоето. Што мислиш ти? Мислам е дури дегутантно да дискутираме на темава, но што е она најбитно, Трајче, е она што господинот Заев го изјави ова во ноември лани, 2016 година. Беше пред изборите. Неколку недели пред изборите. Ова беше најава за тоа што следува. Значи беше добро испланирано сценарио, кој за жал многу нашиот македонски народ, затоа и не го окривувам, беа несвесни што се случува. Бидејќи во Македонија има поларизација во медиумите. Медиумите се поделени. Или си провладино, или си проопозицијски. Во зависност од кој медиум го следиш, таа е вистината за Македонија која ти веруваш. И мора на вистина длабоко истражување низ нашите вестници и медиуми на дневна основа да имате, за да сватите што вистина се случува. Јас и ти, Трајче, по неколку сати на ден трошиме читајки вестници македонски секој ден на интернет, слушајки вести македонски, за да можеме да сватиме што на вистина се случува. Но кога имаш да речиме, да кажеме, по културно да се изразам, луѓе кои едноставно не му веруваат на ВМРО ДПМН во случајов на власта. И поради таа нивна омраза спрема власта, Даме, јас ќе ми тие не слушаат македонски вести. Ќе морам да те прекинувам. Да. Јас не можам да се согласам не поради тоа што јас припаѓам на таа политичка опција. Меѓутоа, јас вака се прашувам. Самиот на себе сум си поставувал многу пати истото прашање. Значи, окей, ајде да кажам и јас дека ќе бидам против таа политичка опција. Не се согласувам со ВМРО ДПМН. Зошто? Идам често пати во Македонија. Не си свесен какви патишта се имаат изградено. Да. Не си свесен Скопје какво е изградено. Значи, многумина ќе кажа зошто Скопје? Па, јас велам, тоа е нашата метропола. Значи, се што се случува тука. Нека се гради тука. Знаете што? Јас многу пати кажам, па иди во Прилеп да видиш како е Прилеп изграден. Да. Во последните 10 години јас Прилеп не можев сам да го познам. Точно. Значи, видете таму каде што се не испаѓа дека јас бранам ВМРО ДПМН. Сакам пак да потенцирам дека тоа е реалноста. Значи, еве ќе ти кажам, кога бев една година во Македонија, требаше да одиме на водно на крстот со некаква жичара што била пуштена. Кога отидов таму, Даме, 7 автобуси имаше холанѓани. Срцето ми беше како набивало големо. Јас не се качив. Не отидовме, затоа што беше гужва. Јас сметам дека, Трајче, те разбирам. Значи, сакам да кажам дека овие градат, овие прават нешто, додека тие крадат, овие градат. Види, тоа е всушност причината на која ќе навлеземе, мислам, и во ниве емисии, зошто се случува ова во Македонија. На некога не му одговараше Македонија да оди напред, но сакам да се осврнам на тоа што сака да каже со медиумите. Значи, тој дел од народот кој поради една дали е основана или неоснована причина, не ја сакаат власта. Тие одбиваат да слушаат медиуми или да гледаат медиуми кои
изјавуваат содржини провладини. Значи во случајов едноставно слушаат и гледаат само медиуми кои се под капата на опозицијата. Јас реално да ви кажам, ги читам јаните и другите. И застрашувачки е тоа што сите опозициони медиуми ги кријат овие изјави од господинот Заев. И затоа ние сега сакаме да им кажеме дека ова што се случува во Македонија сега постизборно, Зоран Заев, лидерот на СДСМ, го кажуваше пред изборите. Но луѓето кои го гласа не сака да веруваат дека тоа било наводно манипулација, измислица на власта. Еве го слушнате самиот што кажува. Не било проблем доколку била цела Република Македонија двојазична. Еве кај е проблемот, Рајче, јас и ти го знаеме кај е проблемот. Ама токму тука даме е проблемот што тие кажуваат не, Заев тоа нема да го направи. Јас сум многу членови што мислам. Ама самиот кажува дека ќе го направи. Тој кажува тоа ќе го направи. И сега зошто е штетно во нормална држава каде што имате лојално малцинство, може и да има двојазичност, во Канада има двојазичност, Так. француски, англиски, Швајцарија, Белгија, секаде. кантонизација. Но видете што е проблемот и која е намерата на ова двојазичност. Прво да не се лажиме, во Македонија веќе има двојазичност. Скопје е двојазично, Западна Македонија е двојазична, но Не е двојазично, еднојазично е. Зарем ти Сушто си е сметаш само- дека албанец тебе ќе ти изборни на македонски во едно село Вејце или не знам каде, Добро, Тетово? тоа Не, е друга тема. Нема да ти изборни. тоа е тие Ама ти- тоа е ти реалноста, одат во друга даме. насока каде што на чистите албански населени места дури е еднојазично, само албански. Затоа ти кажувам. Сега, зошто, како тоа едноставно го кажува лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, демек, не било проблем ако во Струмица имало право да се говори на албански јазик. Проблемот не е во суштината. Да, вистина, може не би имало проблем доколку албанскиот јазик е официјален во Струмица, кога веќе е официјален во Скопје. Но каде е проблемот? Проблемот ќе настане во уставот. Доколку вие имате албански јазик официјален на територија на цела Република Македонија, вие го правите албанскиот дел од албанскиот народ, како што стои пострамковно, Така. пред тоа малцинство беа, сега се дел од народ. Точно. После тоа тие стануваат народ. Не дел од албански народ во Република народ. Македонија, тие стануваат народ. Што значи тоа? Значи ова е едно смислено сценарио неколку години која се случува и сите ние кои ги следиме овие работи во Македонија знаеме точно како се остварува тоа сценарио. Значи, првата цел е да се издејствува албански јазик официјален на цела Република Македонија, бидејќи со тоа албанците ќе станат конститутивен Народ во државата во Македонија. Еднакви со македонците во смисла на Република Македонија потекнува не од македонскиот народ, во тој Точно. случај од Точно. албанскиот и македонскиот Така. народ. Така. Тоа ќе им даде на албанците право правно да разговарат за името. Токму тука е даме и проблемот во Република Македонија. Па цел Токму проблем тука е за името. Значи, тоа е првото. Ние исто така Трајче знаеме дека прифатил Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз да има на македонските пари и на албански да пишува. На униформите на полицајците да пишува на албански јазик, така? Ние немаме ништо против албанците во Македонија, никој па не каже лош збор. Официјално даме писмото кое го испрати Социјалдемократскиот партијата на Али Ахмет и Дуи за правење на коалиција, нели одма пост изборите, кога заврши изборите, тие доставија до партијата ВМРО-ДПМН 5 барања, 5 точки во писмена форма. Прво, пишува вака. Тоа беше во сите средства за јавно информирање објавено, нели Дуи тогаш замери зошто го презентира тоа писмо во јавноста. Прво и основно бараат од ВМРО-ДПМН за да се направи коалицијата, прво и основно вели неминовно промена на уставното име на Република Македонија, а тоа да било гаранција за влез во евроатланската интеграција. Значи тоа е првото барање. Второ барање барат, како што и ти самиот спомна, да имало символ албански на македонските пари, да имало символ албански во државното знаме на Република Македонија, да имало што беше другото барање, двојазичност на цела територија на Република Македонија, двојазичност на униформите, на државните униформи. Значи тука станува збор не само за полицијата, туку станува збор и за армијата на Република Македонија.
Па што е тоа, човече? Во која држава тоа го има, јас не знам во светот. Ајде, ако има двојазичност во една Канада, дали на униформата на полицаецот во Канада пишува на двојазичност? Не. Не. Сепак, пред се и над се е јазикот на Канада, а во случајов англиски. Да. И во парламентот не се зборува, еве ги, гледа што се случува сега. Одговорните ќе се зборува на албански јазик. И сега ти како македонец можеш да користиш слушалка за да го разбереш што ти зборува председателот на македонското собрание, не на албанското. Значи зборувам денеска. Значи, само за нашите слушатели да напоменеме која е главната цел на денешната емисија. Тоа е случувањето во собранието на Република Македонија, но не можеме ние едноставно да почнеме со таа тема, бидејќи ова 2,5 години се случува во Македонија. Повеќе да не даме. Кога почна тие така наречени бомби на Социјалдемократскиот сојуз, тоа беше точно пред 2 години 2 месеци. Но кризата започна со изборите во април 14 кога опозицијата тогаш одби да седне во пратеничките клупи една година, а земаја плата за тоа. Дали ти си сретнал во било која држава во светов, освен во Република Македонија, каде што лидерот на една политичка партија, во случајов на опозицијата, беше фатен 13 пати, ја поминува пешки македонско-грчката граница. Пешки. 13 пати. Јас за тоа немам доказ, но го имам читано тоа, што го кажуваш. И јас немам доказ, не сум го видел, но тоа беше во средствата за јавно информирање. И господинот, председател на Социјалдемократскиот сојуз, тоа не го негираше. Значи, новинарите му поставија безброј прашања. Каде одиш, со кого се сретнуваш, што разговараш и како разговараш? Одговор до денеска нема. Значи, требаше да ни биде јасно дека нешто се подготвува. Значи, кога се оди во една таква држава, која ни го мисли најмилото и најубавото таа држава на нас ни го мисли, а одиш кај нив на разговори, па што треба да очекуваш ти резултат? Значи, проблемот почна од тука. Тој беше подготвуван. Беше подготвуван таму. До ден денеска одговор тој не даде. Зошто одел? Еве, види што се случува. Ќе се наврта на последните случувања. Тој отиде во Швајцарија. Не се стретна со македонците, па и таму имаме ние македонска заедница. Не се стретна со македонската заедница, а се стретна со албанската популација во Швајцарија. И тој уште таму најави распарчување на Македонија. Па го имаме тука видеото, сметам за тоа. Нека ми проста слушателите што спомнувам така распарчување на Македонија, но како тоа поинаку може да се каже? Како? Јас не можам да верувам како може македонец да работи на разнебитувањето на Република Македонија. Јас не можам да верувам како уште наши македонци и тука во Перт сум стретнал доста поголем број на македонци не веруваат дека Заев изјавил дека бара двојазичност на цела територија. Да ме мислиш и ти дека Заев не сека двојазичност на цела територија? Кажуваат дека тоа во Швајцарија не е точно, дека не е речено. Значи, едно е некој да каже дека вистина тоа се случило и дека го поддржава. Јас и ти ке кажеме добро, едноставно така размислува човекот, не му е гајле за Македонија, не е патриот. Но што кажал Зоран Заев пред албанската постизборна платформа, уште еднаш Трајче ке ни пуштеше едно видеоклипче од ноември 2016, само неколку недели пред изборите. Со задоволство да не. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Не, или ќе веруваме во еднаквоста и рамноправноста и ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец или он мене како македонец, за да може да функционира исто како мене или јас исто како него. Македонија ја замислува. Овде кога ќе седиме, ако знаеме кинески да се разбереме. Ако знаеме англиски да се разбереме, француски, албански, македонски, да се ослободиме. Употребата на јазикот мора да биде средство да се разбереме. Јас сум истиот Зоран Заев, кој што ја
отвори јавно употребата на јазиците во Македонија и еднаквоста и рамноправноста во државата. Јас сум истиот тој што го гледавте и по Facebook и по телевизии, кој што отвори штабови во Арачиново и во Чегране и насекаде и стои на македонски и на албански јазик, без било какви предрасуди. Заев пред иселениците во Берн се осврнал и на односите со соседите, велејќи дека спомениците изградени во изминатите години допринеле за влошување на добрососедските односи и вели ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. И не може сите да бидат лоши околу нас, а ние сме најдобрите. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. На дебатата говорил и Андреас Грос, швајцарски пратеник во Советот на Европа, кој истакнал дека потребна е промена на уставот на Македонија за да се изедначат македонскиот и албанскиот јазик како официјални. Двата јазика, македонскиот и албанскиот, треба да бидат официјални за да може да се користат на еднаков начин во сите региони во земјата, исто како во Швајцарија. Кај нас имињата на улиците се на два јазика. Така треба да биде и во Македонија. Македонците да учат албански и албанците да учат македонски. Заедно со Заев на дебатата насловена Македонија на прагот на избори, промени, илузија или реалност во организација на платформа Алп Инфо, учествувал и лидерот на движењето за реформи во ДПА Зијадин Села. Почитувани радиослушатели, ние ви ги презентираме фактите, тоа се факти од кои нема бегање, од кои пред фактите и боговите молчат, а вие размислете со вашиот собствен мозок. Дали е тоа вистина или не е вистина? Даме, веруваш ли ти дека за се околу нас што се случува крива е Македонија? За недобрите односи, како што кажува, со соседните земји. Сметаш ли ти дека македонецот е најмногу крив за сето тоа? Да наброиме. Значи, нашиот јужен сосед го негира нашето име на државата, Негира се со еден збор, кратко и идентитет, јазик, се, име на држава. се. Нашиот источен сосед негира се. Исто така не негира, Негира значи се. не негира јазик пред се и Најважното. не негира како држава. Нашиот северен сосед, кој од сиве овие може да каже најмеко Најумерен. настапува, но сепак црквата не ни ја признава. Најважно. Ако тие не му го признаваш на некого неговото Духовност, ти не го признаваш него. Нашиот западен сосед не ни ја признава територијата. Значи ние сме за пред се, значи да напоменеме уште еднаш, немаме ништо против грците, бугарите, Против србите и никого. албанците. Тие има многу добри луѓе меѓу нив, но зборувам за нивната официјална политика на тие држави, тие нас не негираат како македонци прво. Даме, именна А ние пословица, сме биле тие кои сме биле грдото лице, ние сме биле лошите. именна пословица вели вака. Мајката на убиениот спија мирно. Мајката на убиецот нема никогаш мир. И да ми веруваш дека тоа е точно, повели, ти ја прекинав мислата. Јас сакам да се осврнам прво на ова што лидерот на Социјалдемократскиот сојуз го изјави во Швајцарија во ноември. Значи во екот на кампањата кога тој на нашите гласачи во Република Македонија им ветуваше по големи плати, 500 евра плати во Република Македонија, едно ветуваше на македонците, а друго ветуваше на албанците. На албанците им кажуваше не е доволно рамковниот договор, мора да одиме над рамковниот договор. Преку рамковен договор се знае што може да биде федерализација и распад на државата. Така. Значи, Не можам да јас и верувам ти како нема да- тоа може македонец да го направи. ние нема да спаднеме на тоа ниво и да користиме навредувачки погрдни зборови или да кажеме што мислиме за него, бидејќи народот го има прочитано овој човек, но оние Ама кои даме, оние кои не го сепак имаат е народ, прочитано, оние што гласаа за оние него. кои гласа за него, кои не ја знаат оваа вистина, кои следаат медиуми исклучиво проопозицијски соросоидни медиуми, Јас не тие можам да се согласам со ова, даме, затоа што не, ние не. во Австралија го знаеме тоа, а тие во Македонија не го слушнале Заев што зборува во Швајцарија кога беше на медија, беше... Не, него едноставно ова што Зоран Заев го зборуваше во Швајцарија, не беше објавено на ниту една телевизија
контролирана од Социјалдемократскиот сојуз и од Сорос медиумите. Не беше објавено никаде. Ништо не се објавува кога тој зборува за унапредување на правата на албанците. Само се објавува кога тој ветува 500 евра плата. Пред се не можеше да објасни како тој ќе покачи тие плати, но трајче сакам, но бидејќи имаме премногу теми кои сакаме да дискутираме и сакаме да стигнеме до тоа што се случи во собранието, но пред да стигнеме до тоа што се случи во собранието... Ни требаат најмалку 20 емисии. Точно, но ние на брзина само сакам да имам неколку забелешки, што лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и ние се осврнуваме на Зоран Заев, не бидејќи нешто лично сакаме него да го напаѓаме. Зошто не велиме само СДСМ? Не е проблемот. Има честни луѓе. Има честни луѓе во таа партија. Ние немаме против ти да си за СДСМ, но пред се човекот кој гласа за СДСМ треба да е свесен за што гласа? За кој му е лидер и дали сака војнина да има таков лидер. И сега да се осврнам на овие работи кои ги спомна Зоран Заев во ноември 2016, неколку недели пред изборите. Тој кажа Охридскиот Рамкове не е доволен, мора да одиме над тоа. Дали знаат луѓето, ја мислам многу македонци не се запознани дека со Рамковниот договор се наметна нешто во уставот што не постои никаде во светот. Тоа се вика Бадентерово мнозинство. Вие трајче знаете, Бадентер. Многу луѓе не знаат што е тоа. Еве што е Бадентерово мнозинство. За сите клучни прашања во Република Македонија кои го засегаат нашиот идентитет, за културата, за јазикот, за знамето, за химната, доколку да речеме ние сакаме сега да осмениме грбот во Република Македонија и да ставиме лавче на него, пошто треба да има. Не можеме тоа да го направиме. Зошто лавче? Па јас сакам петокрака да има. Добро да, нека има петокрак. Значи поентава е доколку сакаме ние како македонци да го вратиме сонцето од Кутлеш. Не можеме, бидејќи со тоа Бадентерово мнозинство во Рамковниот договор им се даде на албанците право за такви работи тие да можат да го блокираат собранието. Односно, не е доволно да имаш двотретинско мнозинство од членовите на собранието. Ева, собраниево има 120 членови, доколку 81 гласат за да се врати сонцето од Кутлеш, например. А во тоа собрание, еве за пример зборуваме, се 25 албанци. Доколку 13 албанци не го поддржале тоа не сме да помине. Така. Што значи ние во Тоа е Бадентеровото ние мнозинство. со Бадентеровото мнозинство веќе имаме абсурдна ситуација во Република Македонија каде што малцинството го блокира мнозинството. А истите тие закони важат и на локално ниво, но не ги применуваат во Гостивар и во Струга и во Кичево. Значи, во Гостивар, Струга и во Кичево, за такви прашања, Дебар, секаде каде што имат албанец градоначалник, не смеат тие да донесат закон што е кој ги засега етничките заедници без двотретинско мнозинство, но тие не ги прашуваат македонците за тоа. Значи таму не може да важи, а на државно ниво важи. Значи, сега да кажеме колку е штетен Рамковниот договор. Во Република Македонија веќе во два ситуации се има случајно државен удар, предавство, кои последиците ги носиме до ден денес. Првото предавство беше во 93-4 година, кога тогашниот председател и влада дозволи Република Македонија под таа срамна референца да влезе во Обединените нации. Значи до ден денес ние не можеме да се отарасиме од тоа. И замисли, така? Во тоа време првичната изјава на председателот тогашен Киро Глигоров беше дека тоа привремено име ќе биде за 6 месеци за употреба. Точно. Само за 6 месеци. А сведоци сме колку по 6 месеци до денеска помина и уште колку во недоглед ќе поминува. Па тоа беше првото предавство, името. Значи тие со самиот факт што тие се решија да дискутираат за името, тие отворија Пандорината кутија. Потоа го сменија знамето државно. Значи тоа беше првото предавство на Република Македонија, од на кој последиците ги носиме до ден денес. Второто предавство беше Рамковниот договор и територијалната поделба локална. Така трајче. Так. Значи, Македонија веќе ги трпи тие штети, не можеме ние да ги поправиме. Ова третово е веќе ќе биде нокаут. Ако се дозволи сега да се формира влада, ваква влада, на човек кој очигледно работи за туѓи интереси, значи тој ќе биде нокаут. Тој едноставно
значи како што кажем не јас и ти, не е суштината проблема дали смело или не смело некој во Струмица или во Делчево да се обрати на албански јазик на шалтер. Ние немаме ништо против лојалните албанци во Македонија. Проблемот е суштината. Значи суштината на себе ова. Зошто тука господинот Заев кажува дека сме направиле огромен проблем со тоа што Никола Груевски и ВМРО ДПМН ставиле споменици низ Република Македонија, поточно во Скопје. Значи, што направи премиерот поранеше наш Никола Груевски со спомениците? Тој сакаше да го направи она што сите нации кои имаа право да го направат во минатиот век, а ние немавне. Тој сакаше да македонската историја да можеме да ја гледаме пред нас. Кој сме ние? Значи, со самото тоа тој кога го стави Никола Груевски, кога го стави Александар Македонски во центарот на Скопје, се знаеше дека има обид за да се симне тоа од власт и за да се огради. Значи, тоа што се дешава во моментов изминативе 2,5 години врз Никола Груевски како личност, на англиски јазик се вика character assassination. Тоа значи осмртување на вашата личност. Character assassination. Ако ти на некого му повторуваш 100 пати дека ако јас или ти сега за некој овде во Перт ни текне и почнеме да зборуваме наколу криминалец и ние го повторуваме тоа. Па тоа е факт да ме една лага кажана 2 пати станува вистина. 2,5 години. Значи Сакаме замисли ти каква таа. Знаете вие Трајче, значи дека во Македонија соросоидните здруженија го имат преведено една книга се викат Rules for Radicals, правила за радикалите. Таа е напишана во Америка во 70-те години. Таа книга Правила за радикалите можете да најдете на интернет и да ја прочитате. Значи многу убаво се кажува во таа книга на кој начин вие можете да симнете и најчестниот човек да го градите, на кој начин. И тие следат таа книга. Значи, има многу теми кои ќе дискутираме во војнина, но времето ни бега, јас пак ќе ти ја сменам темата пошто спомна за спомениците прески. Да. Океј, едно прашање лично до тебе. Го оправдуваш начинот на градење на споменици ти како Даме Крцовски или не го оправдуваш? Ја како Даме Крцовски оправдувам идејата на спомениците. Сметам дека се претера со спомениците, но ги оправдувам најголемиот број на нив, како Александар Македонски, Филип II, нашите војводи, комити кои се ставени во центар, но вистина се претера, сметам со оние... На едно место да премногу нацечкани. Например, немаше потреба цар Самуил да стои до Александар Македонски, можеше цар Самуил да се стави во Охрид на Кале. Значи, јас и ти не се согласуваме со све што владата на Груевски ја направи. Ја прво не сум член на ВМРО ДПМН, јас сум симпатизер на Никола Груевски неговата политика, а ти си член на ВМРО ДПМН. Јас и ти не се согласуваме прво со све. Така, но зошто јас го поддржувам Никола Груевски и во иднина ќе разговараме, а зошто ти си ВМРО-ец, пак во иднина ќе разговараме. Значи има многу теми. Јас имам свој факти за тоа и да докажам. Пак ќе се навртам на спомениците. Со многу наши македонци кога идам јас во Македонија, пак избегавме од темава, сакам да кажам. Но ние ќе бегаме од темата. Овие теми што треба да се разговарат. Не, ќе бегаме од темата затоа ќе имаме емисија секоја. И мене ми е жал што и денеска во оваа тема не можеме да вклучиме наши слушатели. Јас сакам да ги слушнеме. Немаме време. И мислењето на нашите слушатели. Значи сакам секој да се јави што сака да се јави да го каже своето мислење. Може јас грешно размислувам. Ме разбираш ли? Може ќе ми дадеш подобра идеја. Сега, ќе ти кажам за спомениците. Лично ги оправдувам. Не го оправдувам начинот, можеби, тоа и ти го кажа, дека на едно место се премногу, можеби еден споменик не требаше да стои тука, може требаше таму или онаму, но сепак се направија. Јас често пати кога идам во Македонија се расправам со моите луѓе од фамилија, некои што се наклонети кон Социјалдемократскиот сојуз, ми вели, ние немаме леп да јадиме, ми вели, сакаме, вели, ни градат, вели, споменици. Јас му велам, сакај да дојдеш во Австралија. Сакам, па реков, нас Австралија, реков, не ни гради фабрики. Во Австралија ни една фабрика не ни изградена на нас македонци. Значи, тоа е сето приватен сектор. Му велам, ако отидеш во еден Лондон, каде би отишол првен? Пред Биг Бен. Зошто за да се сликам? Ако отидеш во еден Париз, каде би отишол? Пред Ефеловата кула. За себе зборувам. Кога отидов во Франција, отидов прв пред Ефеловата кула се сликам.
Ако отидам во Прилеп, знаеш каде? На мостот на Лајнарка. Така се вика реката низ Прилеп. Да. На мостот на позади магари на басат. Значи, државата, ако не направи ништо за да го, да кажам, да го воскресни туризмот во нашата држава, државата пари нема да има. Многу воскресна и патриотизмот. Па тоа на некого не му одговара. Па точно така, не му одговара. Сакам пак да се навратиме на збиднувањата кои се случуваа овие денови во собранието на Република Македонија. Имав само уште една забелешка. Повели. Лидерот на опозицијата изјави во Швајцарија во ноември лани: сакам да му помогнам на мојот сограѓанин албанец. Па кој не сака? Прво и прво ние сакаме сите да си помагаме еден со друг, но колку е ова продзирно, да кажеме вака, моментално она што се случува во Македонија, изгледа дека социјалдемократскиот сојуз се тие либералите за мултиетничко општество, ВМРО биле лошите фашистите. И дека тие сакале заедништво со албанците, а ВМРО-вците не сакале. Но видете со видете со кого одат во коалиција. Зијадин Села бил во Швајцарија со Зоран Заев. Да. Истиот тој Зијадин Села кој изјави дека пред 100 години не постоеле македонци. Истиот тој Зијадин... Пред 50 години не пред 100. Истиот тој е градоначалник на Струга, бидејќи јас имам пријатели роднини во Струга, јас сум роден таму. Потеклото ми од Охридско, но роден сум во тој град и го почитувам градот. Нема да се македонците Охриѓанец. Ми кажуваат мене роднините таму, дека во таа општина, мислам, сега не знам точната цифра, дали 50-60 институции таму, директори, што се еден само македонец имал. И самиот тој Зијадин Села му кажувал на пријатели мои, дека тој нема ништо да направи за македонците. Никогаш. Па глупава ако некој очекува дека Зијадин Села ќе направи нешто за македонците. Не. Значи зборувам, да, точно, ама сакам да кажам дека најголемиот албански националиста, македономразеч, човек што мрази македонци. Да, по неговите изјави што ги дава во последниве денови преку медијата, тоа е факт дека тој бил во ред, тој бил во ред за социјалдемократите, тој бил за мултиетничка Македонија, ВМРО не биле во ред, ВМРО биле криминалци, биле режим, а дуи пак биле во ред. Цвеки не замирисе. Тие дуи поранешните учека кои без разлика која македонска партија е на власт, стално се на власт, тие биле во ред. Не било проблем со нив, проблемот било во Никола Груевски. Значи, ова е нешто сценарио кое со години планирано во Македонија. На некој не му одговараше да има патриот во Македонија, лидер со кичма, исправен. Значи, човек со свое ја, како што велиме, не му одговараше. И тие... Да, јас нема да кажам дека Груевски направил се за Македонија. Јас свакам. Па не може да направи се. Секој што работи, секој греши. Јас не велам дека тој не направил грешка, јас никогаш нема да го оправдам него. Меѓутоа, за некој работи. Лично јас не се согласувам со политиката која тој ја водел. Меѓутоа, зборувам на национална основа, Никола Груевски и ВМРО ДПМН направија многу. Замисли ти во кога 98 година ВМРО дојде прв пат на власт. Ние војна водевме, народот живееше. Војна се водеше во државата. И државата ја градевме. На секој ритче кладовме крст. Тоа е факт и тоа нема бегање. Јас велам вака, што направи Социјалдемократскиот сојуз, осем онај грабарлизам што го направија во раните 90-ти години. И фабрики продадоа, затворија, работници избркаа, татовци, матовци, што ли не направија. Осем тоа. Дури во нормална ситуација, дури можеме да дискутираме што направиле ВМРО, што ќе направат СДСМ, и да беше све ова нормално, дури и фактот што СДСМ изгуби со 2 пратеника, да не постоеше ова албанска постизборна платформа, ја мислам дека ВМРО немаше да се спротивстави, нека прават влада да видиме што ќе направат Зоран Заев и албанците заедно. Не, остави ги, не можеш ти да ги... Не можеш да ги оставиш, даме, што државата ќе пропадне. Сакам да кажам дека процедурално, значи во парламент, доколку немаше постизборна албанска платформа, така. Иванов нека имаше да речеме изговор, за да не му даде мандат. Но тие види се дрзнаја, ние кои следиме ситуацијата, еве имаме видеоклипчина кој ти ги пушти, Трајче, значи пред избори Заев кажуваше што ќе се случи. Но после избори излезе ова платформава каде што
тие бара и геноцид да се прогласи врз албанскиот народ во првата половина на 20 век. Но дали луѓето знаат зошто бара тие геноцид да се прогласи? За да имат изговор да кажат ние бевне повеќе од македонците, но падната ни е бројката поради тој геноцид кој го извршија врз нас и ние сме конститутивен народ, пошто сега е на цела држава. Тие сакаат да кажат дека во Македонија, и ќе дојде после на тоа, дека во Македонија постојат албанци и ќе речат овие се словени, а Македонија немате еден народ собственик на Македонија, значи таа ќе биде зрела за цепење. Значи, се оди на тоа, дали овај лидер знае од Социјалдемократскиот сојуз што тој прифатил. Ја не знам дали е свесен. Не знам дали е свесен тој што прифатил. Со оние од Швајцарија кој преговараше се најрадикалните поддржувачи на голема албанската идеја. Како може во Рачиново, кои беа најголемите радикали кои убиваа македонски полицајци, во Рачиново Социјалдемократскиот сојуз го победи на Дуи. 2200 гласа освои Социјалдемократскиот сојуз во Рачиново во декември, а Дуи освои 1300. Моето прашање е дали тие албанци гласаа за голема Македонија? Мене ми е прашањето ова, зошто Рачиново Кај се најрадикалите? Ама дали тие гласаа за канализацијата во Рачиново? Многу личен му е. Не гласаа за голема Македонија. Дали се свесни тие зошто 60 до 70.000 албанци од Липкова, Рачиново, најрадикалните, најисламистичките албански населени места? И добија свој пратеници. Гласаја. Двајца имат пратеници, Социјалдемократскиот сојуз. Значи затоа сакам на почетокот од мисијата реков дека СДСМ е веќе не е македонска партија, инфилтрирана партија, таа е од надворешни шпиони и од албански радикали. Значи тој мора се да му удоволи на сите лидери на Социјалдемократскиот сојуз. Значи не може тој веќе да и брани македонските интереси кога тој има исламиста во редовите на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз. Тој албанец, од некоја да му го спомна името. Јас даме се прашувам како уште верува македонскиот народ во некаква победа на Заев. Не можам да верувам да. Ја не ги окривувам албанците. Јас сакам да кажам дека ние од нив треба да учиме даме? Ние од нив треба да учиме. Како се сакатат кон нив? Траче јас не ги окривувам овие тешките радикалните поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз. Тие на пример партиски војници, значи во СВМРО и во СДС. Значи, тој спремен да даде се да ја нема татковината, ама да биде. Во ВМРО и во СДСМ има по 200.000 партиски војници кои магаре да ставиш за лидер, тие ќе огласеат. Но мислам во ВМРО е малце поинаква ситуацијата, бидејќи во ВМРО имаат многу патриоти. Во ВМРО самите ВМРО-вци ќе го отстранат таквиот лидер. Во СДСМ поне, бидејќи во СДСМ не велам дека нема патриоти во Социјалдемократскиот сојуз. Јас имам роднини кои гласаат за таа партија и кои знам дека се патриоти. Но мнозинството не се патриоти, мнозинството самите кажуваат дека не ми е мене гале за Македонија. Има такви кои ми велат не ми е мене гале за Македонија, мене ми е гале за мојот џеб. Тоа е проблемот, рече. Значи националните интереси треба да бидат на прво место, но за жал не се на прво место кај огромен број од нашиот народ. И кој очекуваме ние да ја брани Република Македонија кога ние имаме луѓе кои виткат кичма и кои слушаат на разноразни странски меѓународна заедница. Која е таа меѓународна заедница? Емисари од трет. Јас мислам тука е најголемиот проблем од самиот почеток со осамостојувањето. Ни праќаат емисари од трет ешалон во Белгија да ни солат памет во Македонија. Па еве и доаѓа деновиве. Даме, пак ќе се навртам на она околу случувањата во парламентот на Република Македонија. Ние не ни започнале со тоа. Но барем до сега објасним зошто дојде до тоа. Така, и да не запоставиме 60 и неколку дена. 60 и неколку дена 200.000 луѓе протестираат во Македонија. Секој дневно. И сега трајче да навлезиме веќе во тоа што се случи во собранието пре неколку дена. Вака, ќе почнеме од почеток. Да. Како ти го гледаш барањето на Социјалдемократскиот сојуз да составува влада? Јас мислам дека проблемот е суштински во законот на Република Македонија. Зошто го зборувам ова? Ова го зборувам затоа што во 2006 година,
кога ВМРО ДПМН дојде на избори, кога победи на избори, првично, верувам дека ќе се согласи со мене, ја знаеш таа информација, предпоставувам дека ВМРО бараше да направи коалиција со Арбен Џафери, со Демократската партија на албанците, а не со Али Ахмети. И тогаш тие од Европа му кажа дека према некаков Охридски договор, онаа политичка партија која добила најмногу гласови во македонскиот политички електорат, гласашки електорат, прави коалиција со таа политичка партија која кај албанците има најголем политички гласашки електорат. Значи, кај албанците победи ДУИ, кај македонците победи ВМРО ДПМН, и тие две политички партии ја сочинуваат владата, идна влада на Република Македонија. Во 2008 мораше тоа да се... Не, 2006. Не, 2006 ВМРО беше во коалиција со ДПА. 2 години траеше тој притисок. Знам, 2 години, па во 2008... Мораше да го вратам. Да, Сега денеска 2008. се прашувам, Социјалдемократскиот сојуз изгуби на изборите во Република Македонија, а составува влада. Во која држава во светов го има тоа, политичката партија која ги изгубила парламентарните избори, а составува влада? Го има доколку е предизборна коалиција, бидејќи во Австралија така се работи на тој систем. Во Австралија, да речеме, Labour Party и Greens Party се во коалиција, стално предизборна, Liberal Party и National Party се во предизборна коалиција секогаш. И во многу случаи, во мнозинството случаеви, либерална партија добива поиќе гласови од Лейба, но Лейба станува власт поради гласовите кои ги добива од Greens, која се трета партија. Но тоа е предизборно. Ама не. Зборуваме, значи Ова е вчера изборува за постизборно. Значи вчера беше Да. дека ДУИ мора да прави коалицијата, затоа што тој има најмногу гласови. Ако е тоа некакво правило пишано во тој рамковен договор, така зборувам, зошто денеска не важи истиот тој рамковен договор, кој и понатака албанците века зборуваат дека не е спроведен. Да, значи доколку пред избори настапеше Социјалдемократскиот сојуз во коалиција со ДУИ, ПЕСА, Алијанса на албанци, Так. како што има ВМРО ДПМН 26 партии во нивната коалиција, овие беа заедно. И сега да кажеме, после изборите, овие имаат 67, со СИДП 69, пратеници, да реча ние бевме предизбори, но тие не беа предизбори во коалиција. Ова да ме знаеш зашто го зборувам. Ова го зборувам веќе, ова мора да се разјасни еднаш. Ова го зборувам поради тоа што затоа што може утре да го направи ВМРО ДПМН. СДС ќе добија на избори, а ВМРО да направи влада. Ќе му кажем тоа ти давам, тоа ти давам, тоа ти давам. Мислам, зборувам за албанската популација, за политичките партии во Република Македонија. Да. И на тој начин да состави владата. Да си направи собрание под камени мост во Скопје. Да. Значи, фактот што ВМРО освои 51 пратеник, а Социјалдемократскиот сојуз освои 49 пратеници, самото по себе кажува дека ВМРО е победник, но јас дури сметам никој повеќе не ни следи правила во Македонија. Ова е диригирано од надвор, бидејќи Така им одговара на Запад. Бидејќи кога се изгласа противуставно така наречениот нов спикер на собранието, за 5 минути американската амбасада рече ние го признаваме. Да. Тоа беше И Европската унија, па нели Могерини, јас не знам, после 5 минути овие прогласува влада, овие му честитаат. Да, но председател на собрание. Кога веќе навлекуваме на тоа, на кој начин председател на собрание се избра противуставно, противделовнички, значи седницава завршува во 18 часот, и овие стануваат, просто едноставно телефончи не уклучува, чита, ние бираме председател на собрание, кој е за креват рака, не ги ни бројат. Имаме мнозинство одбравне нов председател на собрание, и готово завршена работа. Тоа е како Трајче јас и ти да седниме сега таму во собота и да речеме Трајче ти ке си сега ке те прам председател на Џундана, она му ке ще живее. Зошто го одбране Трајче го гласане во некоја соба председател е на Џундана и готово. Во Доксово шопинг центар. Она беше нешто невидено. И како очекуваат тие после тоа, излезе еден пратеник албанец, почна да пее химната на албански. И се тоа се времето не прегазува, не ме чепка кај што не треба. Но види Трајче, ова беше усмислено. Значи, унапред беше планирано зошто?
од сите медиуми во Македонија, информациите кои добиваме кажуваат дека од 2 сатот попладне до 3 сатот попладне има одмор на седница собранието, така? Тие може во таа пауза на тој исти нелегитимен начин да го изберат Тала Џафери за спикер. Тога немаше никој надвор. Социјалдемократскиот сојуз знае дека 60 дена протестира. За заедничка Македонија протестира од 5 до 7 часот попладне пред собрание. Тие како го имаат тоа наместено точно во 6 и 5 часот попладне, знаејќи дека надвор има илјадници луѓе, баш во тој момент да бираат илегално спикер, во тој момент да излези албанец да пее химна на албански, тие го потикнаа тоа што се случи. Ние не го оправдуваме, никој не оправдуваме насилство. Но едноставно го разгневија народот и како едноставно сакаа да бидат да излезат како жртвено јагне, да речат, види кои се насилниците, ние сме добрите, тие надвор народ се насилници. Дамче, јас ако еве баш денеска видов во средства за јавно информирање, Заев признава дека дал наредба на неговиот телохранител да пука. Значи, народот немаше толку да се разгнева ако човекот кој е на весници не сликан го вперува пиштолот во демонстрантите. Тој пукал горе во зидот да ги заплаши. Тој го вперува пиштолот сликане на сликата во луѓето. И тука народот, значи тој Заев кажува дека тој дал наредба да се пука, но во воздух. Да. Значи, сепак тој дал наредба во воздух да се пука. Меѓутоа, без разлика, овој вперува пиштол во ови, тие разбеснува. Значи, ако ми впериш мене пиштол, сосема јасно, ќе го направам јасно. Мене ми е жал што времето не прегази. Значи, стварно се потребни овие емисии, доколку вклучевме и наши слушатели во денешната наша радиопрограма, ние немаше да кажеме ни третина од ова што го кажеме, но сепак тоа право ќе им го дозволиме понатака во нашите наредни радиопрограми, се разбира доколку постои дисциплина, доколку се почитуваат законите на медијата. Пред се ќе имаме гости кои ќе се јавуваат од Република Македонија. Ќе имаме гости од тука, ќе си поканиме некои наши противници, нека си го кажат и тие своето мислење, нели? Но пред се мислам, Трајче, јас и ти прескокнуваме од денешни случки на случки од пред неколку месеци до пред неколку години, бидејќи има премногу материјали кои мора да се кажат. Премногу. Веќе Македонија е заложник 2,5 години на странски шпиуни кои имаат цел да ја разнебитат македонската држава. И најдоа човек кој ќе игра таа улога. Наше е дали ќе му дозволиме тој човек да ја заврши целта за која се нафатил. Така. Даме, тука нека биде и крајот. Јас им благодарам на сите наши слушатели кои одвоја од своето драгоцено време, не слуша, нека простат оние кои се почувствувале незадоволни од тоа што го кажавме, но сепак ќе имаат и тие право да си го кажат својот глас. Уште еднаш благодарност до сите наши слушатели. Се слушаме во наредната недела од 10 сабајле 1 час и се разбира реприза нашата емисија ќе течи секоја среда со почеток во 5 попладне. 5 попладне. Да. Уште еднаш многу поздрав до сите, да ме ти благодарам и тебе за одстапеното време. Благодарам Трајче, бидете со Трајче и Даме во емисијата Непокорна Мак ФМ радио. Поздрав до сите. Поздрав. Непокор. Непокор.